20 ученици вкупно од гимназијата Гоце Делчев и средното стручно училиште Перо Наков со групна маска настапија на овогодишниот струмички карневал Тримери. На карневалот посебно се представија и ученици од Државниот центар за стручно образование Киро Бурнас. Општина Куманово преку креативноста на средношколците и нивните ментори повеќе од 10 години се презентира на традиционалниот карневал, на кој годинава по пауза од 2 години заради ковид пандемијата, конкуренцијата беше силна, истакна Цоки Ристовски, раководител на одделението за култура при општина Куманово. Општина Куманово учествуваше со онаа маска која што беше пријавена пред 2 години, а која што за жал во последните моменти се откажа карневалот, а тоа е ролер костер. Оваа година општина Куманово учествуваше со двете средни училишта, тоа е гимназијата и Перо Наков, а земјоделското учествуваше со посебна друга маска која што се вика пеперутки. Двете маски беа презентерите на општина Куманово и двете маски нормално имаат поддршка од локалната самоуправа. Оваа година сме задоволни затоа што беше малку и краток период и со онаа маска која што беше изработувана пред 2 години, сега се нешто изработили се поправи маската, а иначе во изминатите ние учествуваме повеќе од 10 години, 13 години некаде учествуваме и имаме добивано и трето, второ место стимулативна награда. Оваа година двете маски не добија ни една награда, така да конкуренцијата си прави своето, за да се добие награда ќе мораат малку и професорите и ние како општината малку повеќе финансиски средства да се издвојат, затоа што навистина струмичените својот карневал го прават на такво високо ниво. Наредени во колона како да седеа на седишта од ролер костер или луда железница и танцувајќи на кореографија од песна од групата Queen, средношколците пренесоа интересна порака на публиката. Пораката е дека треба едни на други да си подадеме рака и да градиме соживот за подобри времиња, велат учесниците. Учениците маската заедно со кореографијата ја подготвуваа под менторство на нивните наставници. Повеќе време сум активна околу маскембалот, така да оваа година нашата маска, како што беше познато, секогаш кога ќе победи некоја маска, оди, нашата маска победи пред 2 години и настапувавме со нашата маска. Според скромниот буџет, тие навистина беа креативни, инаку оваа маска првпат настапува и на струмичкиот карневал. Гледавме да биде оригиналниот изглед на седиштата на ролер костерот, нивната кореографија, да соодветствува на извиците, криците што се случуваат кога се вози некој со ролер костер. Навистина мора да признаеме дека струмичани се навистина прекрасни домаќини, не удостоија со нивното гостопримство и оваа година. За жал еднодневно, претходните години учениците ги сместувавме по домови кај семејствата на нивните ученици. Оваа година еднодневно, но исто така гостопримливи се вративме со навистина прекрасни впечатоци од таму. Значи дефиле со маски, премногу народ на улица, сите се поздравуваат, екипа на репортери, новинари, значи сите сакаат да се сликаат. Навистина еуфоријата е голема и наликува на некоја светска метропола со овој настан. И покрај силната конкуренција, со вложување повеќе труд, поголема креативност, но и финансиски средства од општината, кумановските средношколци на следните изданија на карневалот може да стојат рамо до рамо со учениците од струмичките училишта. Инаку маската Маскен марш на средното општинско училиште Никола Карев од Струмица е прогласена за најдобра во категоријата групна маска со 50 и повеќе лица на струмичкиот карневал и припадна парична награда од 1000 евра. Жири комисијата додели и 2 дополнителни награди како и една стимулативна награда на струмичките мажоретки. Вкупниот награден паричен фонд за карневалските награди изнесува над 8000 евра, соопштија организаторите.